Вести во 18 часот, добар ден. На почеток, преглед на денот преку најбитните наслови. Уставните измени не се единственото барање од Бугарија, порачува Мицкоски по средбата Силјановска-Јотова. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Стефчо Јакимовски за 3 недели треба да оди зад решетки. Најавува дека ќе бара одложување на затворската казна. Стравична сообраќајка во близина на Кавадарци. 2 загинати, 1 тешко повреден. Наскоро ќе се знае дали обвинителството ќе отвори истрага за шпионска афера во кабинетот на Силјановска. Во завршна фаза се истражните действија, така да сметам дека во скоро време би имало и јавна обвинителска одлука. Тешка сообраќајна несреќа во која што животот го загубија 2 лица се случила попладнево на експресниот пат Градско Прилеп. Од МВР за Канал 5 информираат дека сообраќајката се случила помеѓу 2 патнички возила после исклучокот за Кавадарци, а била пријавена во ОВР Кавадарци нешто по 13 часот и 30 минути. Од екипа на идната медицинска помош Кавадарци на местото била констатирана смрт кај возачот и сопатничка во едното возило. А во општата болница Кавадарци кај возачот од другото возило, 37 годишен прилепченец, биле констатирани тешки телесни повреди. Пренесен е во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје, информираа од МВР. Во моментот увид на местото врши јавен обвинител од ОВР Кавадарци. Сообраќајот е во прекин и е пренасочен по регионалниот пат. Продолжуваме со политика. И да се случат уставни измени, Софија повторно ќе го блокира евроинтеграцијскиот пат на земјава, порачува премиерот Кристијан Мицкоски. Според него промената на уставот е само почеток и со тоа ќе се отвори Пандорината кутија. Тој потенцираше дека барањата од официјална Софија, упатени по вчерашната средба, не се нови, туку се дел од договорот од 2022. Афродита Рамос со детали. Барањата кои Бугарија повторно ги испорача на адресата на Скопје на маргините на вчерашниот самит во Софија не се нови. Во сила е она што било прифатено во 2022 година како дел од преговарачката рамка, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Меѓутоа, токму тоа што претходната власт го потпишала пред 4 години, ќе ја отвори Пандорината кутија на идни барања, особено во контекст на работата на Историската комисија, каде има суштински разлики во идентитетските прашања меѓу Македонија и Бугарија, децидерен премиерот. Јас разбирам дека некој има потреба да манипулира, затоа што потпишал капитулација, затоа што бил политички неуспешен, затоа што бил национално исплакнат, затоа што бил обременет со криминал и корупција и бил подготвен бел лист хартија да потпиши, да прифати се. Тоа е вистината. Македонските граѓани мора да знаат дека не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцискиот план, следи работата на Историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на Историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Од самитот во Софија, председателката Силјановска Давкова потенцираше дека барањата од Бугарија не се ограничени на уставните измени, туку и од протоколите што произлегуваат од работата на Историската комисија. Оттаму, таа, како и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, повикаа на конструктивен диалог како начин на надминување на разликите, додека пак од бугарска страна порачаа да се исполни тоа што било прифатено во преговарачката рамка. Сепак, она што било дискутирано во Софија е сосема различно од билатералните средби со францускиот председател Емануел Макрон и германскиот канцелар Фридрих Мерц на самитот во Тиват минатата недела, посочи премиерот Мицкоски. Иако не откри повеќе детали од средбите, вели и натаму останува оптимист во контекст на придвижувањето на македонските евроинтеграции. Следната недела ќе стартуваат разговорите меѓу коалиционерите во власта за најавената владина реконструкција, најави премиерот Мицкоски. Тој и денеска порача дека ВМРО ДПМН
е подготвено и за евентуални предвремени парламентарни избори, доколку тоа го побара опозицијата. Но дека како влада сметаат дека тие треба да се одржат во редовниот термин во 2028-та. Детали од Андријана Лазова-Божиновска. Владата е за редовни избори, но ВМРО ДПМН е подготвена и за предвремени парламентарни, вели премиерот Христијан Мицкоски, кој смета дека се можни сите сценарија, кога веќе е поминат половина од мандатот на владата. Ако опозицијата побара, уверува дека ќе излезат на изборно соочување на кое е убеден дека повторно ќе победат. Јас само сакам да констатирам факт дека ние влегуваме во втората половина од мандатот, и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Од опозицијската СДСМ реагираа дека премиерот го менувал својот став за изборите. Ова не е прв пат Мицкоски да ја менува приказната според моменталната потреба. Има двајца Христијан Мицкоски. Додека имаше пари и можност да се задолжува, Мицкоски тврдеше дека избори нема да има. Сега им снемува пари, не може да ја задолжува државата и граѓаните. Одеднаш изборите вели дека се многу скоро, пишува во соопштението на СДСМ. Во меѓувреме од следната недела коалицијските партнери Мицкоски, Касами Меджити и Димитриевски ќе кројат планови за владината реконструкција. Од кого премиерот е незадоволен и кој се ќе биде опфатен се уште нема официјални информации. На брифинг со новинарите министерот за здравство Азир Алиу кажа дека не очекува тој да е еден од министрите кои ќе ја напуштат позицијата и изјави дека за него било најважно што сработил, а не колку време бил на функцијата. Секој министер или вредноста на министерот не се цени со колку време он бил министер во една функција, туку колку работел додека имал можност или чест да раководи со таа функција. Исто и денеска, јас и да бидам уште еден ден министер, или уште една недела, или уште една година, или 2 години, тоа воопшто не ми значи ништо, а ми значи кога нема да бидам министер, колку сум работел или колку процеси, позитивни процеси во здравството имало. Сите дилеми околу реконструкцијата според најавите треба да се расчистат до крајот на овој месец. Единствено се знае дека треба да се назначи вице-премиер за добро владење по оставката на Арбен Фетај, кој според ко-председателот на Вреди Изет Меджити ќе добие нова функција во Брисел како специјален представник на македонската влада. Граѓаните платиле над 44 милиони евра повеќе за лични документи отколку што чинат образците. Од МВР негираат дека договорите биле тајни. Врз основа на кој закон се склучени тековните договори? Екс-градоначалникот на Карпош, Стефчо Јакимовски, на 2 јули треба да се јави во затворот во Шутка за издржување на едногодишната затворска казна. Упатен му е налог од Кривичниот суд, откако апелација му ја потврди затворската казна за бесправно градење. Јакимовски вели дека се уште не го добил актот и обвинува за политичка пресуда. И најавува дека ќе бара одлагање на издржувањето на казната, како и дека ќе обжали пресудата пред Врховниот суд. Сандра Спасовска. Поранешниот градоначалник на општина Карпош и лидер на Гром Стефче Јакимовски за 20 дена треба да се јави во затворот во Шуто Оризари на одслужување на затворската казна, соопштија од Кривичниот суд. Ова следува откако апелација му ја потврди едногодишната затворска казна за делото бесправно градење поврзано со општинската зграда. Во казната, како што појаснуваат од судот, му е пресметано и времето поминато во куќен притвор во периодот од 10 март до 15 август 2019 година, што значи дека Јакимовски ќе треба да одлежи затворска казна од уште 7 месеци. Судија за извршување на санкции од Кривичниот суд Скопје на осудениот С.Ј. му издаде упатен акт за издржување на едногодишна казна затвор и истиот е упатен да се јави во затвор Скопје на 2 јули 2026 година. Јакимовски во телефонски разговор за Канал 5 вели дека се уште не го добил упатниот акт, но најави дека ќе бара одлагање на издржувањето на затворската казна, бидејќи како што и претходно рече, ќе ја оспори пресудата која ја нарече политичка и дека целта била да се оневозможи да се кандидира на повторните избори за градоначалник на Карпош.
Јас се надевам дека Врховниот суд ќе биде тој кој што ќе заземе правилен став и ќе ги поништи, односно ќе ги отстрани овие недостатоци на ова очигледно политичка пресуда што е направена овде. За ова што ме товарат имаат исто така два фалсификата, врз кои исто така се обидуваат да ја искористат тие два фалсификата за да ја донесат оваа пресуда. Покрај потврдата на едногодишната затворска казна, апелација уважи една од жалбите на Јакимовски и тоа во делот што се однесува на обвинението за злоупотреба на службената положба и овластување и во тој дел предметот се враќа на повторно судење, како што посочија пред 2 дена од судот во однос на ова кривично дело, со оглед дека истото е сторено во периодот од 2011 до 2017 година. Предвидената казна е од 3 до 5 години, па согласно одредбите за застарување, истото би застарело во 2027 година. Наскоро се очекува јавна обвинителска одлука за шпионската афера во кабинетот на председателката Силјановска Давкова, најави денеска државниот јавен обвинител Ненад Савески. Тој информира дека веќе е одржан состанок за случајот меѓу обвинителството за организиран криминал и МВР и дека предистрагата се уште е во тек. Михајло Видимлиски на темава. Ќе биде ли отворена официјална истрага по сомнежите за шпионажа во кабинетот на председателката Гордана Силјановска Давкова? Државниот обвинител Ненад Савески вели дека истражните действија се во завршна фаза и дека наскоро ќе има јавна обвинителска одлука. Минатиот месец обвинителството соопшти дека отворило предистрага откако добило известување од МВР за настана од ноември лани, дека од информатичкиот центар во председателскиот кабинет неовластено биле извлекувани податоци. Савески потврди дека МВР ги доставило снимките од видеонадзорот, за кои тогаш обвинителството соопшти дека не добило известување. Се направи еден план за понатамошни истражни действија. Според она колку што имав увид да се запознам и од надлежниот јавен обвинител и од истражителите, во завршна фаза се истражните действија, така да сметам дека во скоро време би имало и јавна обвинителска одлука во врска со тој случај. Видеоснимките се предадени и се предмет на анализа. Савески денеска рече дека нема да ги коментира политичките изјави. Прашан за изјавите на премиерот Мицкоски, дека трпението му е при крај и дека не гледа ништо спорно што телефонски разговарал со републичкиот обвинител. Не смета дека ваквата комуникација може да влијае врз самостојноста на обвинителството. Не знам колку е тоа надлежност на премиерот дека покрај останатото е и да се јави кај јавниот обвинител, меѓутоа како и секој што има право да ми се јавил и премиерот, односно председателот на владата, и тука не гледам ништо спорно. Било која реакција не можам да ја сметам или да кажам дека влијаела на мене за да одлучам или постапам на било каков начин, и во оваа прилика ја испрачам и пораката и до сите јавни обвинители, без оглед какви и да се одредени активности, действија, изјави, во никој случај да не дозволат да се одрази во нивното секојдневно постапување и одлучување. Премиерот Мицкоски пред еден месец откри дека му се јавил на државниот обвинител Савески да го праша за запирањето на истрагата за набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино. Разговор што го потврди и Савески. Овој случај јавната обвинителка Катерина Коларевиќ го затвори поради недостиг на докази. Државната ЕСМ поднесе жалба до Вишото јавно обвинителство, со која бара преиспитување на оваа одлука. Рокот од 30 дена за одлуката се уште тече, а Савески рече дека очекува во разумен рок да биде донесена одлука и за овој случај. Со изведување материјални докази од обвинителството, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Полс. Обвинителството презентираше докази за Агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions, кои што се однесуваат на околностите поврзани со обезбедување на објектот, планот за надзор и на преземени и непреземени опрски. Во судницата беа презентирани и дозволата за работа на Рубикон и листата на вработените, како и фотодокументација и докази обезбедени од претресот на канцеларијата на Рубикон. Во пожарот во Пулс загинаа 63 лица, а на 200 беа повредени. На денешната расправа посочивме и дека ниту еден доказ од таа спомената обемна документација не е пронајдена во домот на Александар Нацев, и дека се работи за документација која што била пронајдена подоцна при претрес
на возило, меѓутоа документација која што не укажува на тоа дека ова лице има било каква управувачка, односно собственичка структура во друштвото за обезбедување на имоти лица Rubicon Security Solutions. Тоа се планови за обезбедување за други објекти, не за конкретниот објект. И самиот закон предвидува дека такви планови се изработуваат кога се потребни обезбедувачи повеќе од 4, најмалку 5, извинете. Во конкретниот случај биле 4 обезбедувачи според обвинението и поради тоа таков план не бил изработен, а со тоа немаше доказ дека членовите на обезбедувањето имале конкретни задачи како да постапуваат критичната ноќ. Од друга страна, нас одбраната не загрижува што одредени докази кои ни одат во прилог беа обезбедени во текот на истрагата, но не беа презентирани од страна на обвинителството. Докази во однос на лицето за кое се тврди дека внело пиротехниката, има докази дека тоа не го сторило, дека ранецот не бил негов кој бил пронеден во дискотеката. За изработка на лични документи во претходните 5 години, МВР за образци платило 29 милиони, а граѓаните дури 73 милиони евра. Договорите за пасошите остануваат тајна. Центарот за граѓански комуникации во своето истражување открива и дека евакуациските летови на МНР од 1 милион евра биле платени однапред. Според МНР пак, евакуацијата била законска и итна. Дејан Трајковски. За изработката на лични карти, пасоши и возачки дозволи граѓаните во последниве 5 години од свој џеп платиле над 70 милиони евра, иако МВР образците за истите документи ги набавило за 29 милиони евра, покажало истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за периодот од 2021 до 2025 година. Причините за разликата од 44 милиони евра од Центарот велат дека се непознати. Од МВР им посочиле дека договорите врз кои се реализира целиот систем се водат како доверливи и не се достапни за јавноста. Врз основа на кој закон се склучени тековните договори? Она што пак ќе повторам, и крајно според нас неприфатливо е тоа што Министерството за внатрешни работи дури не го кажува ни законскиот основ, дали врз основа на законот за јавни набавки, која одредба, или врз законот за набавки во областа на безбедност и одбраната се склучени договорите, и ако е така врз основа на кој член, за да ние како јавност можеме да знаеме дека оваа тајност на договорите е навистина оправдана. Спротивно, нели, се поставува дилемата за рационално и ефикасно трошење на јавните пари. Од МВР пак на прашање на Канал 5 посочија дека постапката за набавка на образци се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки, во која се утврдуваат цените за нивната набавка. Цените кои граѓаните ги плаќаат за образци се утврдени согласно решение и одлука на влада. Воедно ве известуваме дека не се работи за таен договор, туку за повеќе постапки кои содржат различни класифицирани сегменти. Под лупа на Центарот се најдоа и авионските евакуации од Блискиот Исток по стартот на конфликтот во организација на Министерството за надворешни работи. Тие забележуваат дека Министерството исплатило целосен аванс од 967.000 евра, наспроти законските прописи од 20% од сумата, а воедно ангажираната компанија не дала никаква банкарска гаранција, па велат останува нејасно врз кој законски основ е одобрен целосен аванс. Понудата која е побарана е доставена на 6 март во 14 часот, во тој истиот ден. Понудата е прифатена, договорот е склучен, фирмата издала фактура и Министерството за надворешни работи ја платило првата фактура за првите 2 лета. Ваквото постапување не е во согласност со Законот за јавни набавки. Законот е дециден. Точно, можете вие да спроведете постапка која е итна во случај кога безбедноста на граѓаните е загрозена, но немате право 100% да ги авансирате трошоците за реализација на таа набавка. Од Министерството за надворешни работи ги демантираат ваквите наводи во извештајот на Центарот. Оттаму велат дека постапката била спроведена согласно законските прописи, врз основа на заклучоци на владата, со единствена цел, како што наведуваат, навремена и безбедна евакуација на нашите граѓани. Првично доставени биле покани до 9, но ниту една компанија не се пријавила на повикот. Дури по неуспешното завршување на првата постапка, беше отпочната постапка со единствениот субјект кој во тие околности можеше со сигурност да ја реализира услугата. Условот средствата да бидат исплатени пред реализацијата на летовите не беше утврден од Министерството, туку представуваше објективен услов, наметнат од локалните превозници специфичните пазарни услови во регионот на Блискиот Исток, во услови на воена криза. Велат од Министерството, од каде посочија дека остануваат целосно отворени за проверка на сите аспекти од постапката.
Вчера и денеска во Скопје се одржува конференција на тема Акцелератор за дигитална трансформација на Западен Балкан во организација на амбасадата на САД и Бирото за Сајбер простор и дигитална политика при Стейт Департментот. Целта на конференцијата е да обезбеди платформа за дискусија за можностите и предизвиците во дигиталната трансформација на Западен Балкан, со акцент на заекнување на регионалната соработка, унапредување на дигиталните политики и промовирање безбедни и отпорни дигитални екосистеми, порача веде амбасадорката на САД во земјава Никол Варнс во своето обраќање. Our ability to shape the AI future will depend on the strength of the partnerships we build between governments and the private sector and between the Western Balkans and US providers of cutting-edge technology. The Western Balkans has the talent, the entrepreneurial drive, and the strategic position to be more than just a consumer of new technologies. This region can be a contributor to the innovation economy that is shaping the future. And the United States is committed to being a partner in that. Од пратеничката група на СДСМ обвинуваат дека власта не го спроведува законот за употреба на македонскиот јазик и побара од председателот на парламентот, спикерот Гаши, да овозможи одржување надзорна расправа за неговата примена. Велат дека власта со години нема имплементирано ниту една одредба од законот и покрај алармирањата на опозицијата. Покрај одржаниот состанок, каде беа доставени предлог говорници за надзорната работа и утврден датум за одржување на истата на 6 мај 2026 година, засега од непознати причини, надзорната расправа не се одржа, а како што стои меденовиве немаат ни намера да ја одржат. Затоа денес поднесуваме ургенција до председателот на Собранието, господинот Африм Гаши, да му наложи на матичното работно тело одржување на надзорната расправа за законот за употреба на македонски јазик. Доста беше од декларативна грижа за македонскиот јазик. Време е институциите да покажат со дела, а не со зборови, дека неговата заштита и унапредување се вистински национален приоритет. Лица со траен инвалидитет, без екстремитети, на неколку месеци лутаат низ здравствените клиники само за да земат потврда дека и понатаму се инвалиди. Министерот за здравство Алиу вели дека е свесен за проблемот, но тврди дека тој наскоро ќе се реши. На средба со новинарите Алиу посочи дека има и злоупотреби во листата за чекање операции. Сања Трајковска-Ставров со повеќе информации. Во Македонија, луѓе кои се без рака и нога, во инвалидски колички, на секои 6 месеци лутаат од врата на врата низ клиники, чекаат ред и се малтетираат низ болничките лавиринти за да направат прегледи и снимки, само за да потврдат дека имаат инвалидитет и да го приложат сето тоа на лекарска комисија за да земаат туѓа нега. Министерот за здравство Азир Алиу вели дека се труди да го реши проблемот, бидејќи системот не треба да се игра со луѓе кои де факто се со траен инвалидитет, а според првичните пресметки за ова државата губи од 1,5 милиони до 2 милиони евра годишно, без потреба. Ако нема нога, не може да нема траен инвалидитет, бидејќи ногата е орган кој што не расте. Како и да е, после средбите и после анализите од работната група, ќе излеземе со јасна предвидена динамика за тие комисии, бидејќи навистина е товар и економски и здравствен, ако инвалидите се носат и за нивните фамилии ќе треба да чекаат, ќе треба дополнителни анализи да се направат. Ценам дека ќе го подобриме тој систем. На Алиу, кој на денешен ден пред една година почна да министерува со здравството, поголема главоболка му се листите на чекање на пациенти за операција и злоупотребите од страна на дел од лекарите. И тој има сознание дека не мора секаде да се чека ако се дадат стотици евра подрака, но тврди дека бара начин да стави крај на ваквата пракса. За листа на чекање се уште сме во фаза на анализа, имаме сознание од пациенти, од граѓани, но не можам ништо да кажам јавно, бидејќи не се доволно 2 пати чекирани. Од прилика се да има такви случаи, од типот, например, оди пациент за да се оперира, се враќа назад, бидејќи крвната слика не е доволно добра за да може да се оперира. Пациентот прави крвна слика во лабораторија, испаѓа дека све е во ред, но мора да ги
да ги анализираме и работиме да ги детектираме таков тип на можни злоупотреби за со листи на чекање. Али увели дека нема да се откаже од намерата за поголема контрола на вработените во здравството и очекува да се смени начинот на размислување за новините. Лекарите наместо со картичка, со скенирање на прст да се евидентираат на работа и во секој момент да се знае што и на кој оддел работат. Фингерпринтот веќе е во пилот фаза на инфективната клиниката за трансфузиологија и во делот Тоарилуц, а целосно функционира во Министерството. Тука завршуваме со вестите, ви останувате на Канал 5, следува само интервју на Африм Гаши. Гоце Михајловски за кратко е со вас. Пријатно.